Благодарам, почитуван председавач, почитувани пратеници. Ова е последниот амандман и само накратко сакав да образложам што е интенцијата на истиот. Тој се однесува на управните и надзорните одбори на установите кои веќе се формирани и веќе екзистираат. Управни надзорни одбори имаат свој мандат и согласно законот, мандатот ќе им важи додека да истече истиот. Тоа што сакавме со овој амандман да го постигнеме и зашто посебно го потенциравме и на оваа позиција, иако веќе еднаш го потенциравме како услов за разрешување на управен и надзорен одбор, да се однесува и на постоечките, односно да при негативен ревизорски извештај едноставно тие бидат сменети, е во насока на деполитизација на овие управни и надзорни одбори. Ќе ви објаснам зашто. Во ситуација, пример, реално смена на власт. Овие управни и надзорни одбори, ако добро работат и имаат позитивни ревизорски извештаи, никој нема, како да кажам, законски основ да ги разреши. И тоа е добро. Тоа што е интенцијата, сакаме да постигнеме успешно работење со овие установи. Воспротивно, ако овие управни надзорни одбори политизираат, кочат, намерно ја водат установата во пропаст, тогаш тоа го детектира јавната ревизија, согласно закон ќе им престане членството во управни надзорни одбори. Тоа беше поентата, добронамерна, значи добрите да ги наградиме, да продолжат да работат, лошите да ги санкционираме, едноставно да бидат сменети со луѓе кои согласно новиот закон ќе имаат поголеми компетенции и ќе се надеваат да ќе постигнат подобри резултати. Тоа беше накратко образложењето. Благодарам. Благодарам, почитувам пратеник.